Здраво. Долго време немаше видео, знам. Јас сум крив. Да не речам комшиите се криви. Зашто јас седнам да снимам одма. Грррр, брррр, 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 куров ми да ти. Значи немаше момент. Плюс некои други глупости низ дома се случија, бла бла бла, роднини едно друго, баби. Тоа што не е битно. И така да сега ќе правиме едно нешто што го правевме оддамна. Веќе неколку пати нели правиме муабет на тема како беше хейтаме дизајни, се мразиме луѓе што не користат кирилица. Значи сега ќе се вратиме на една убава работа што се прави, а тоа се вика лого дизајн. Значи тоа што ете ја за себе и според мене и според некои други луѓе што слушам муабети го правам најдобро и сега ќе правиме лого дизајн за вистински клиент. Сега логото ја веќе го направив. Значи клиентот го одобри логото, секој што треба е бла 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 направено. Само сега ќе влеземе во во делот на како да седнеш да размислуваш како дизајнер, значи како креативец, човек кој што стварно сака да го работи ова. И како да креативно да размислиш, да направиш нешто кое што на некој начин ќе те направи тебе подобар како дизајнер и ќе го направи клиентот посреќен клиент и ќе донесе уште неколку клиенти кај тебе и така дали и така дали. Знам дека на премногу луѓе оваа епизода ќе им биде досадна малце. Значи тие кои што не сакаат да работат дизајн, само сакаат да слушаат глупости, тоа е скрос окей. И затоа на YouTube оваа епизода е пократка, а деталната епизода, значи поголемата, подолгата епизода каде што ептена долго и на широко објаснувам во врска со дизајнот, ќе биде на Patreon и ќе биде ексклузивна само за луѓето кои што се предплатени на Patreon. Значи треба да платиш таму 5 евра, 10 евра или 50 евра, колку сакаш можеш да платиш и ќе добиваш епизоди секој месец ќе добиваш уствари по 2 епизоди големи, а воедно ќе ги добиваш и останатите ствари кои што ги пишува таму. Значи совети, разгледување, помош при работа, се ти е напишано. Така да со тек на време ќе работиме и ќе правиме некои нови ствари, нови. Нели, мотивацијата за мене да снимам видеа е некое финансиско добро од ваша страна. Мотивацијата за вас да даете некое финансиско добро е што ќе правиме муабет на теми дизајн. Мислам, окей, ние да седиме и да правиме муабет кој што правиме муабет со многу луѓе веќе во последно време, значи премногу луѓе ми се појавија и на LinkedIn и на Instagram, луѓе што сакаат да научат, луѓе што сакаат да им дам совет, нешто така да ми се свија како растеме како заедница во овој миткаст тука. Стварно да не бевте вие, немаше ни да правам видеа, ни да ми текнува да правам видеа, не ќе си правев дизајн и кој му еве матера, ама ми се свиѓа на кај тера целиот муабет и ми се свиѓа на кај идеме заедно како заедница, така да еве ги 1000 сабскрајбери веќе има на YouTube каналот. Целта е до декември да го монетизирам. Ајде да направиме тоа, ми фалат уште 2000 сати гледање. Гледајте видеа само. И тоа е тоа. Значи да почнеме денеска со првото видео, со првиот дел од цело видео. Тоа е, значи, клиентот ми пиша на Instagram. Ќе ја парафразирам како беше. Брифот тоест како почна муабетот. Вика, ти го гледа видеото за Семот, ми се свиѓа како збориш, ми треба лого. За мене малце ми беше чудно, искрено, дека некој ради видео ќе дојде кај мене и ќе каже, сакам да ми правиш лого, ама ете се деси и тоа, клиентот е задоволен. Фала Богу. Ми пиша на Инстаграм, ми треба лого, сакам да биде, неќам да има градиенти. Тоа беше муабет. Еве го истиот муабет, значи фешн фотографи, со тоа се бави, арт фотографија и во логото не треба да има опрема за сликање. Значи да не е она како ќе му дојде апаратчето и тука име, презиме. Сваѓаш, мислам, она фрипик лого да не е, што е скроз фер. Ова е брифот од клиентот. Значи брифот од клиентот иде фешн фото студио, арт фотографи, без опрема за сликање,
Значи, толку дава клиентот. Сега, ја како го сваќам тоа и според нели фотографиите, зашто секогаш треба да направиш некаков бекграунд чек на било кого. Значи, не знам, сакаш да искочиш со некој дечко или со некоја девојка, и сега ти се свиѓа каков е, што е, каква е, што е, и ама мора да, знаеш, да провериш, да прашаш луѓе дали ги знае, дали не ги знае. Што искрено според мене нема врска, тоа со едни луѓе може било таков или ваков, или таква или ваква, со други луѓе може било таква или ваква, ама добро е да се знаат ствари пред време, знаеш, немој да оценуваш што ќе кажат за тебе, тоа за немој да оценуваш што ќе кажат за друг човек, некои други луѓе кои што ги знаеш или не ги знаеш. Сепак останува нели она малце интуиција, малце мистерија некоја, знаеш. Немоеш, тоа ти е исто као некој да ти прераскаже цела книга и ти после земеш да читаш. Знаеш се што ќе се деси внатре, брат, не е интересно, џаве. Толкување на брифот, хипстерски модели за несватени, значи такви се малце, арт фотографија, нешто, превиткани кичмите вака, знаеш, она, па гледа у земја, ги бара клучевите и ги паднале, тој е фазон нешто, добро. Црно-бело, ретро нешто, полароид, тој фазон, минимал, некој брутализам, онаков скопски, абстракција, некоја чуда врагови. И сега од сите тие чуда врагови, ја направив некој мудборд, тука за да видам, уствари, нели, што е, како е, на кај ке терам муабетот. И сега од мудбордов, еве го, сега имаш баш фешн фотографија, личи на Бритни Спирс, или духот на Бритни Спирс, ова. Ова е некој добар задник. Зенит тука, ретро, знаеш, се палат, се филмаат. Овие коцкиве се битни. Ке приметиш зошто. Тоа е квадратчиња, не коцки, него квадратчиња. Ретро машинерија, значи нешто старо, нешто интересно, нешто вака, бројки, овие делови тука, значи од све нешто взимаш инспирација. Еве го тој брутализам, оној југословенски, па сега се палиме на тоа, па пичку матер. И се нели опрема рече, не сака опрема, можеш да се инспирираш од опремата. Тоа е увек, значи не треба да биде директно, кој што кажав преска. Не, ајде да нацрташ одма апарат и да речеш готово завршив работа, него се инспирираш од овој дел тука, од овој дел, од ова се инспирираш. Значи бараш инспирација и правиш нешто. Листа на идеи. Ова е листата на идеи, кој што ги имав уште кога почнав да го правам. Значи ова сега ти како правам, си ја прераскажувам книгата што ја имам прочитано. Да, ама ти ја прераскажувам на тебе за да сватиш нешто. Сега, типографија само. Значи Toto Travels го земам као фонт, тој ми изгледа така бруталистички, да кажеме, таков гротеске нешто. М3 монограм, значи, еве го М3 монограмот од М-то, правиш тројка и добиваш некоја М3. Игра со зборови, значи, минус, значи тројката како што е тројката, и само минус, па да биде минус 3, па дали ова е Т, Х, Р, Е. Не, еве го делов, овој дел го, значи, сваќаш. Ова ми беше интересен концепт и ќе видиш зошто е интересен као концепт. Значи, тројката е тука, чадорот за сликање све. Тргнуваме, значи, многу битно кога правиш некои вакви ствари. Многу е битно кога работиш дизајн за некој што е во твојата иста бранша, да кажеме. Значи, правиме муабет за човек кој што се разбира од работа со клиенти, ме сваќаш. И е во некоја таа пела на луѓе кои што имате сличен мајндсет, значи клиентот се бави со фотографија, јас се бавам со дизајн, сето тоа некако влага во таа некоја применета уметност, во некое, нели, развивање на култура, бла бла бла, што и да е, како и да е. Битно е не само за тој клиент, сега ја го спомнав како клиент, зашто баш за него ќе работиме денеска, ама сакам да кажам дека секогаш е убаво да се направи прво ресерч, да видиш кој што, како, зошто работи,
Затоа што клиентот, у случајов клиентот е многу повеќе запознат со таа сцена, него што сум запознаен ја. За мене е добро да видам. И сега, откако ми кажа што така, и откако ги видов логоата на еве на најголемите агенции, сваќам дека да, концептот и фазонот е тој. Црно-бело, фонтче напиши, заврши работа и така. Сега, ова е првото решение, кое што го направив онака, ај на прва, затоа што претежно, сега, кај мене, ама збориме сега, ја 16 години го правам ова и дека веќе ми доаѓа дека првото решение е прво решение. И тоа ќе биде прифатено. И сега нормално, кога го направив прво нешто што застанав, што почнав да гледаме проблеми, значи прозен конс на логото. Еве сега, М и Т буквата го прават -3 символот. Или има некоја игра, значи да се -3 е испишано со хелветика, и сама или иначе еден си Столе од Виница, што ми рече Хелветика бил generic фонт. Столе, во уста да се ебеш, брат, значи гомна да јадеш за муабетов. Хелветика бил generic фонт. Ти си generic фонт да ти ебам тоа комик сансота до човек да ти ебам. Ова филмот, значи она што го кажав преска, значи да го земеме делов, ајде да го искористам као ретро. А Сигма символот, сега нели Сигма бойс. И сега ова е антисигма. Значи антисигма бойс. Најдов на проблеми, не ми се свија логото. Значи не ми се свија, него ни праќам кај клиентот, уопште да ти кажам право. Финалното решение изгледа се вака. Јас што бев задоволен со финалното решение. Иначе да не се сватиме погрешно, ова е финалното решение, истрпи малце промени, една промена истрпи, што многу се смеев и клиентот кој ми го даде фидбекот, знаев одма на што мисли и бев као damn bitch, you're right. Само, еве се. Види го логото. -3 си е напишано, имаш символ ставен во фрейм. Значи, full frame во апаратот кој ќе видиш е квадрат. Перфектен. Бројот 3 напишан во аналоген стил, нешто во овој фазон вака. Гледаш, она што го реков преска. Кога зимаш више инспирација од камбирата, од се можеш да најдеш инспирација. Значи не е работата само ја немам инспирација. Работата е немам побарано доволно ствари за да се инспирирам. Себе си, ме разбираш. Тоа немам инспирација, дома да лажеш. Ја што можам да ти кажам морам да најдеш нешто и да сработиш. Значи мора да седнеш и да сработиш ствари, зашто инспирацијата сама не доаѓа, туку доаѓа со континуирана работа. Ете така. Аналоген 3. Сега, ако е ротирано 45 степени, кој што е ротирано сега, личи малце на чадорчето, така? Личи на чадорот. И мене ми се свиѓа, нели, клиентот вика, не може да има опрема, ја викам, добро, нема да ставам директно опрема, него апстрактно ќе покажам опремата и ќе биде со двојно значење, со троено значење, кој како сака, нека си го Тото Travels, тоест не, ова е Тото Хопс, ова е Хопс. Не, бриши. И го направив со Тото Хопс, зашто Тото Хопс е таков масивен фон, значи габарите, не? Многу го стеснив кернингот. Кирил Гагачев ќе рече, амам виша со теснењето фонтове, тоа е, брат, тоа е мојот стил. Не може да направам кора сипани зубите изле. Мора се направено. Ги боите. Тој што може да предпостави, ќе предпостави дека боите се од овде. Така, значи, ја взимаш бојата од дисплејот. Дисплејот е ретро, значи тоа е нели монохроматски, има она светло беклайт му се пали. Затоа бојата е земена како такво решение и мене ми се свија како боја, нели? Црно-бело си е црно-бело, функционира како што треба, а колорот веќе не функционира, колорот функционира уште подобро. Варијации како би се ставало, што би се ставало. И сега клиентот за ова лого рече, за символот, рече дека личи на IUD. Ти ако не знаеш што е IUD, мал си. И затоа со клиентот овој страна одлучивме дека логото треба да биде исправено -3, да не личи толку на. И да си биде вака, -3, баш сега, и сега не е квадрат, него е правоаголник, сега малци по-широко. Хоризонтално е логото и мене ми се свиѓа, значи држаше вода муаветот на клиентов дефинитивно, увек да си го наместиш по правила, 1x има тука,
Не, еве, сейф зона, 1x е тука и тука е 1x кој што треба, разбираш? Доле се 2x, од страна се 2x, има простор логото да дише, боите најчесто ќе се користат за веб, така да цмикот не го вадам, а според муабетот и според задоволството кој што го има клиентот за проектов, очигледно е, очигледно, јас се надевам, а еве веќе соработуваме колку више 3 недели. Да, 3 недели више соработуваме на разработка на брендот, значи на работа на новите ствари, што ќе бидат, како ќе бидат, и така да ја ќе си бидам дизајнерот тука, ја ќе работам се што треба уврска со дизајнот, нема да има потреба никаков да се објаснува детално. Ако веќе одлучи да ме откачи како дизајнер, не може се откачила, ќе идам да го направам целиот брендбук кој што треба и да го наплатам поише. Big brain. Патернче, нешто да се искористи, да се направат некои интересни ствари, како изгледа логото Inverted, варијација на логото, значи како може да се користи. Ова ми се свија исто за патерн користење. Клиентот не беше многу захтевен према мене, повеќе работевме као да смислиме нешто, како ќе изгледа, што ќе изгледа. Да го сумирам муабетот во врска со лого дизајн и со, значи, креативно размислување. Ако не го свати муабетот, сега да го расклопиме муабетот. Напиши си го брифот од клиентот секогаш. Значи, толкувај го брифот со сопствени зборови. Најлесно ти како ќе го сватиш тој бриф, направи си убав мудборд и гледај мудбордот претежно да ти биде составен од ствари од кои што можеш да направиш елементи. Мудбордот гледај да не ти бидат логоа направени. Веќе. Затоа што, ово искуство го кажам, кога ќе се изнагледаш логоа, несвесно или свесно сакаш да го направиш истото лого. Ме сваќаш? Зашто ќе се случи да те обвија дека е фейк, да ти се качат на курот. Свашта, значи пичка све раѓа и земја све држи. Така да гледај што помалце да седиш да бараш логоа, туку повеќе барај логоа у главата кои што ќе ти дојдат у моментот и почни да ги штрафираш, значи почни да дудлаш логоа, не да дудлаш, дудлс да правиш. Мислам, ако ти е инспирира и тоа прави го, брат. Ја кој сум ја да судам? Прво. Нормално, нели? Нормално. Секогаш разгледај што нуди индустрија, како логоа, како пристап, разбираш? Ама никогаш не се задржувај во тој бокс. Значи, како е направено логово? Зборам како се прави, чекор по чекор, со стискаш ова правиш, она. Тоа цело видео ќе биде постирано на Patreon. Значи, стискаш коцка, правиш ова, правиш она. У моментов, да, дефинитивно, мора да признам дека ова повеќе беше само фалење за тоа колку јако лого направив прошли месец и многу добар клиент имав за логото, фала ти многу -3 за логово, за шансата што ми ја даде да го направам ова лого. Се надевам дека видеово ќе помогне, ќе инспирира некого да направи нешто ново. Ако направиш нешто ново и сакаш да го збориме директно на каналот, пиши ми, прати ми го, сакаш да збориме приватно во врска со тоа, гитла на Patreon, стави таму тука, лайк, шер, subscribe, пак ќе повторам, петче на Patreon ако ти е добро, ако не ти е добро, да си жив и здрав. Тоа е тоа. Па од прилика толку е муаветов, кој сака да види поише, ќе види на Patreon, кој не ќе да види поише, нека научи тука нешто. Така. Дечки, фала ви за гледањето. Се надевам ќе се вратам у колосек и ќе направам нови видеа и ќе има почесто видеа, така да се слушаме, се гледаме. Пиши нешто, коментар обавезно, што мислење имаш, какво мислење имаш и до наредно видео. Адио!